Председателки, почитувани колеги и съветници, почитувани медиуми, на почетокот на седмицата барам да се повлечат две точки от дневниот ред за денешната седмица. Тоа се точките со реден број 5 и 6, односно точката од дневниот ред за завршната сметка за финансиското работење на јавното предпријатие Нискоградба и точката со број 6, извештај за финансиското работење на истото јавно предпријатие. Оба барање мое се темели врз основа на тоа дека како советник и член на овој совет сметам дека е прекршен членот 19а од Законот за јавни предпријатија. Истиот овој член е грубо прекршен од градоначалникот Талески и лицето Кире Крстевски, односно лицето кое во моментот ја извршува функцијата ВД директор на јавното предпријатие Нискоградба. Би сакала, ако може, внимателно да ме сослушате, она што имам да го кажам се темели през основа на документи кои што се издадени од страна на Талески и би сакала за момент да оставите настрана политиката и да разберете она што го кажувам дека се однесува и на вас, бидејќи ние тука не смееме само нему да ја креваме раката и да поддржуваме секакви одлуки кои што ги донел градоначалникот. За почеток, сакам да нагласам дека во 2014 година е распишан конкурс за избор на директор на јавното предпријатие Нискоградба. Таква одлука е донесена на 28.11.2014, односно на 26.11.2014 година, а на 28.11 конкурсот е објавен за избор на директор на јавното предпријатие Нискоградба. На овој сам почеток започнува незаконскиот начин на избор на директор на јавното предпријатие. Зошто? Знаеме дека според Законот за јавни предпријатија конкурс за избор на директор се објавува 3 месеци пред истекот на мандатот на постојниот директор. Во овој случај значи дека конкурсот е објавен 1 месец по завршувањето на мандатот на тогашниот редовен директор Кире Крстевски. Тоа може да се види според решението кое што го донел градоначалникот на Битола и е донесено на 31.10. со кое го разрешува Кире Крстевски од функцијата директор на јавното предпријатие Нискоградба поради завршување на неговиот мандат. Истиот ден градоначалникот носи решение со кое овој директор го назначува за ВД директор на јавното предпријатие Нискоградба. Значи, председателке, би сакала да ве замолам, ако може, заради осетливоста на она што го кажувам и поврзаноста со документи и дати, да ги замолите советниците да не ми дофрлат, бидејќи знам дека тоа е само начин да ме деконцентрираат од темата. И ви обеќавам дека воопшто нема да излезам од она што е тема на точката. Ви благодарам. Исто така, во истиот ден, на 31.10. градоначалникот Талески носи решение и лицето Кире Крстевски го назначува за ВД директор. Меѓутоа, во ова решение пишува дека според член 19, како што пишува во самото решение, став 5, ВД директор на јавно предпријатие може да биде најмногу 6 месеци, но не повеќе од 6 месеци. Кога навистина помислив дека самоволието на Талески тука завршило и ги проверив сите други одлуки и решенија кои ги донел, видов дека доколку самата постапка одела законски, решение за ВД директор смеело да биде доделено на 2.1.2015 година, односно 5 дена откако поминал рокот на кој не бил избран редовен директор за јавното предпријатие Нискоградба. Значи, и овој рок не е запазен. Понатаму, од давањето на
првото решение за ВД директор на 31.10.2014 година до 10.3.2016 година ниту градоначалникот Талевски издал било какво решение за ВД директор на Крстевски, ниту донел одлука за неизбирање на директор на конкурсот кој бил објавен на 28.11.2014 година. Тука започнува уште едно грубо кршење на Законот за јавни предпријатија, член 19а. Да биде уште поголема трагедијата, на 4.3.2016 година, јас како советник поднесов барање до општина Видола да добијам информација од јавен карактер во врска со ова јавно предпријатие. Значи, една недела пред второто решение за ВД директор на Крстевски, јас имам побарано вакви информации. Одлуката на Талевски да донеси уште едно решение за ВД директор не само што е незаконска, туку е и груба и политички неисправна. Брзоплета, мислејќи дека со тоа некој ќе може да рече дека имаме законски директор на јавното предпријатие Нискоградка. Поголемо незаконие е тоа што на 10.3.2016 година не само што му дава второ решение за ВД директор на Крстевски, туку во истиот ден ја носи она одлука која требало да ја донеси на 2.1.2015 година. Тоа е ова одлука во која пишува одлука за невршење избор на директор на Нискоградка по распишаниот јавен конкурс од 26.11.2014 година. Многу логично, после овие документи, кои денес ви ги представувам, да се запрашаме што всушност правеле Талевски и Крстевски во периодот од 2.1.2015 до 10.3.2016. Дали е нормално, почитувани колеги, во едно јавно предпријатие, кое е под капата на општината, кое работи за доброто на граѓаните, цела 2015 година и првите 3 месеци од 2016 година да имаме вршител на должност директор без никаков законски основ. Во ниеден момент... Нека да го предложите за... Председателке, значи, ве молам да не ме прекинувате. Ама не може да оставите целница, видите... А нема да зборувам јас цел ден, само сакам да завршам. Значи, имам уште 3 реченици. А вие како председател и бидејќи ве познавам како човек, секогаш знам дека ви се доста важни документите и она што го зборувам да е стемелено на документи. Значи би сакала да ме слушате уште само 3 реченици. Ваквата одлука на Талевски се однесува само заради тоа што по втората половина на декември, по распишаниот конкурс за директор, за редовен директор, биле повикани на интервју поголем број на лица, значи затоа сакам да објаснам дека имало услови да се спроведи конкурсот. Мора ми тоа да ви го кажам. Советот не го бира директор. Председателке, значи вие многу добро знаете, јас што зборувам и залудно е тоа што ме прекинувате. Дека сакате повлекување на точки до дневен ред. Не, председателке, сакам да се преиспитате зашто денес мислите да гласате и да разгледувате. Јас знам дека вие знаете што ви зборувам. Сакам да ве натерам да ме разберите. Не, да ви кажам само нешто. Вие за ништо овде не гласате. Само една работа, председател, ви можете да ставите. Доколку се било како што треба
стануваат вакви работи, значи вие сте председател на совет и не може да се изземите од ваквата постапка. Вашата кадровска комисија на ДПМНЕ во Скопје одлучила да има друг директор. Противно на тоа, Талески, бидејќи не бил задоволен од тој избор, решил самиот законски да ја решава работата.